Ние ќе спречиме миграција ако им дадеме на луѓето работа и можност да се едуцираат. Тоа е она што ги држи луѓето да одат напред и да имаат работа да се преживеат. Ние имаме паметни луѓе. Нашите факултети не се лоши. Можда не се у Шенгенска листа, ама на нашите студенти не им е проблем да ги нострифицираат дипломите и да отидат во странство. Македонските лекари ги полнат странските болници и се доста почитувани и барани, а дел од нив раководат и со цели одели. Наспроти тоа, болниците, особено во внатрешноста на државата, остануваат без лекари. Има болници кои затвараат оделение поради недостиг на кадар, како што е клиничката болница во Битола која стави клучно инфективното оделение. Согласно официјалните статистики, повеќе од 70% на пациентите се лекуваат во државна болница во Скопје. Извадивме за матичен доктор дека имавме во државава 232 матични над 60 годишна возраст, што значи дека они скоро ќе нема матични. Според председателот на Македонското лекарско друштво Горан Димитров, од Северна Македонија на годишно ниво се заминуваат меѓу 200 и 250 лекари од јавното здравство. Се поголем е бројот на заминување на медицински сестри од Македонија. Така да податоци имаме дека месечно некаде околу 12 сестри, значи месечно си заминуваат од Македонија, бараат препораки од здруженијата и од болниците, од сите клинички болници за заминување во земјите во Европа. Најчесто тоа е Германија, Швајцарија и веќе во Хрватска имаме доста заминати колешки. Загрижува податокот дека покрај младите заминуваат и сестри во поодминати години со повеќе од 20 години работен стаж. Само лани си заминале повеќе од 1500 медицински сестри, велат од првото македонско здружение на медицински сестри на анестезија, реанимација и интензивна нега. Ние сме здружение за да пружиме токму едукација, значи и искуство на сестрите и да останат во Македонија. Нашата желба е да останат тука, да работиме затоа што навистина имаме многу добри кадри, сестри со високо образование, се поголем е бројот на сестри со високо образование. Причината за нивното заминување, велат од здруженијето, се ниските плати, како и преголемиот обем на работа. Здравствените работници во понеделникот излегоа на протести пред Министерството за здравство, каде од идната влада побараа итна корекција на платите. Платите не стигнуваат до никаде. Ако на некој не му стигнуваат 4000 евра за еден месец, замислете колку се 40.000 денари за цело семејство за еден месец. Одливот на средномедицински доктори и виш персонал, технички, лаборанти и така натака, нормално ќе има одлив со тие минимални плати. Треба нешто во здравствениот систем ресет да се направи, да се рестартира, некако да се барем некои проблеми решат. Кај да се свртиме, имаме дефицит на кадар. Ние и да сакаме да услужиме пациент или да дојдеме до некоја диагностика, не можеме поради тој дефицит. Освен повисоки плати, потребни се и подобри услови за работа и специјализација, намалување на годините потребни за тоа, можности за брзо вработување на младите кадри. Тоа ќе помогне лекарите да се одлучат да останат дома, наместо да заминат во Западна Европа. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.